Добър ден, драги гледачи! Добро дојдовте во моето ново видео. Денеска решихме да ви снимаме една емисија. Мислам као ја реши да ви снимаме емисија. Јас сум гости! Од мојата лева страна е мојот прв. Браво! Да, тука ми е близиката. Со смеење почнавме емисијата, супер. Со смеење че завршим сега. Од мојата лева страна е мојот прв гостин. Јана, како си? Ужас. Дали си возбудена за првата епизода на емисијава? Ајде, гледате повеќе. Прва можда и последна, али? Не ви кажав како се викате емисијата, така? Мислам, наскоро се тука, али? Луди рецепт. Не. Се ми се измеша. Знаеш или паѓаш? Драги гледачи, добро дојдовте во првата епизода на емисијата Знаеш или паѓаш. Како за почеток, можете да си ставите еден лайк, да си ставите subscribe и да пишете во коментари дали да продолжам со емисијава. Ако има доволна поддршка, можете да ја продолжиме емисијава. Ако ви ще направите све што ми реков, можам да ви го објаснам концептот на емисијата. Ти си гостин денеска. Биди нормална. Вака сега. Имаме 3 рунди. Првата рунда се 10 прашања. Морат да одговорат во рок од 10 секунди секој поединечно прашање. Мислам, брзи прашања и тие се одговарат по... Мислам, за време на 10 секунди. Да не помини 10 секунди за да го дајте одговорот. Еден точен одговор носи 1 поен во оваа рунда. Ја мислев еден ден. Втора рунда. Набројување, слушај ги внимателно рундите, за да немат препрашување. Седни си исправено и гледај кон камерата. Втора рунда е набројување. Пример. Даваме тема и даваме понудени бројки. Пример, ја кажувам 5, ја на 10, ја 15, 20. Дури не се откажи некој. Тука и ја се надпреварувам нормално, пошто нема надпреварувач. И тој што ќе се откажит, другиот пример набројува, така? Пример, мене ми се падне да набројувам. Ако успеам да ги набројам сите што сум ги кажал бројката, пример 20, ако успеам да набројам 20 нешто на таа тема, Јана не добиват поени тука. Ако не успеам, добиват 5 поени во оваа рунда. А ако ја не успеи, ако на Јани се падне да набројуваат, пример, нормално знаете, и ако успеи да наброи 5 поени, ако не успеи 0 поени тука. И трета рунда, супер финале. Тука имаме 5 прашања, секое прашање носи 5 поени, ама тука прашањата се многу тешки и времето може да биде од прилика, рака, може да 3 или 4 минути да даваме за едно прашање. Јана, дали си спремна да почнеме со овој квиз? А вие, драги гледачи, дали се спремни, кажете ми? Дали сте спремни? Спремни се. Ставите лайк, ставите subscribe и почнуваме со емисијата. Тука не се прашањата. Јано, дали си спремна да започнеме со првата рунда? Ако морам, да. Малку по-гласно збори, за да те слушат камера. Ако морам, да. Исправи се и чакај го првото прашање. Прво прашање во рок од 10 секунди. Да немат забуни. Што означува H2O? Можам да почнем? Да, одмah одговараш. Водород. Што не, вода. Губите еден поен. Прв одговор се прифаќа, така? Имаме тука изгубен еден поен. Колку време трае фудбалска утакмица? Со се на дополнувањата? Со се на дополнувањата? Не. 90 минути. Еден поен. Која година е произведен првиот iPhone? 2007. Точно? Уште еден поен. Песната По тебе е песна на... Тоше Правски. Тоа не може да се сгреши. Уште еден поен. Колку е 2 по 2 поделено со 2? 6. Точно? 2. Тука изгуби поенче. Не го знам. 2 по 2. 2 плюс 2 по 2 го 2 по 2 поделено со 2. Која е најпознатата песна на Пајак? Била. Еден поен. Седни нормално, господин човек биди. Главен град на Македонија е? Скопје. Уште еден поен. Кој животно е познато по својот долг врат? Жирафа. Тоа си ти. Го наврадува водителот на емисијата. Стајте... Не, пишете Јана. Кико. Не ви кажав. На крајот мора да имат од 30 до 40 поени вкупно. Ако немат од 30 до 40 поени, губите емисијата. Че изгубам. Сега стигнавме до... Што се слави на Божик? Христовото роѓење.
Уште еден поен. Точно. И 10-то прашање, последно, исправи се неко кифла. Кој е најбогатиот човек во светот? Елон Муск. Маск. Добро сега. Еден поен. Јана, успешно ја заврши првата рунда. Така, драги гледачи, може да се изтрапиеш много слободно. Јана имат едно, две грешни, што значи ова рунда е помина со 8 поени. Да беше од бесконечно 8 дуго. поени. Браво, Јано! Така, за Јана, успешно помината прва рунда. Сега, доколку сте вие спремни и доколку е Јана спремна, се префрламе на втората рунда. Тоа е набројување. Ако сте спремни, да ја кажам темата. Темата за денешната Листа. информација гласи македонци, македонци, браво, македонски пеачи и пеачки. Без разлика дали се фолк пеачи, народни песни дали има, дали забавни, Предова. рок музика или што и да прават, битно да се пеачи. Кога си спремна да почне со Сега. набројувањето? Мислам со Да надавање. почнуваме. Гостинот логично. 5. 10, 11. 15, 16. 17, 18. 19. А имам ограничено време за тоа? Не. 19. 20. Павали, станата е твоја. Пајак. Македонски. Македонски. Пајак, Тоша Пераски, Буланица Зумфировска и женски, така? Ама јано има на вака не објаснив тоа пеачи кои се живи. А, И сега моментално се на сцената. ето Пајак. 20 треба да кажам. 20. Пајак, Владица Зумфировска, Дали таа Пеј. активна на македонската сцена? Пеј. Добро? Два Бона. Двајца тука се. Еднако. Таско. Како се вика се? Сладкаристика. 5. 5. Уште 15. Pogledation. Сузана Гавазова. Така е. Спасен Цвијановски. Така е. 20. 2. Број? Да, 5 тука имаме и ще од почеток сега. 2 до 5, па на 5, па на 5, 5, по 5. Срамота. Невидена. Антонија Гиловска. Лара. Не сте едно. Трибуна. Добро, шало биде, шало, немам хейт за никоде само. Онака, шало. Денка. Уште 5. Уште 10 ти фалат. Population. Јана напреднуваат. Вие, драги гледачи, во меѓувреме ставете лайк, ставете subscribe, поддржате го овој серијал, дали ќе биде серијал, не знам, тоа зависи од вас. Вака, ако видео имат помалку од 500 прегледи, не заслужува да биде серијал. А ако имат повеќе од 500 прегледи, мислам дека заслужува да биде серијал. Тоа на почеток, као што знаете, немат награди, пошто сиронашен сум. Добро, вака немаме награди сега за сега, но понатак ако се развија серијалов, може да имате награди. А вака да кажеме, ако се надпреваруваат надпреварувачи без да имат награди, додека немаме награди, после ако вклучаме награди во емисијата, сите надпреварувачи кои се надпреварувале претходно, ќе имаат уште една шанса за награда да се борат, логично. Да биде ферски. Лавда Албаковски. Алабаковски. Албаков. Еден. Леле, овие не знам дали пеат уште. Кој? Меморија бендом, Меморија. Не сум сигурен, најде го прифатиме. Погласно да те слушат камерата. Меморија, така, рече. Даци Александар, не. Пеачи се? Дај тоа 2. Мислам, ова ги сметаме како двајца, пошто не се група тие, така? Ама често прават заедно песни, можда и скоро сите им се заедно, али што беше фино. Гарантино.
Още един трябва да ги изпълниш и следните 5 и още 5 ти остануват после. Теглуваат повече не постоят. Оди от по-старите. Евто Попиновски. Още 5. Убавно ме подсети. Блага Петревска. Още 4 мама. Ей, sad ти се на ова за Божик. Вечният Бог. И тук има много певачи. Лозано. Име и братиме. Име и братиме на певача Дрен. Откъде не го знам. Златко Лозановски. Откъде е той попотекло? Кичево. Погоди? Мислам дека така е. Браво. Още 3. Ама како да ги знам да ги не сопеа? Чекай како се викаше! Како се викаше? Каролина Гоцева. Како се Ако викаше? направиш грешката, те губиш. Изпаднеш. Како се викаше ама? Тамара Тодеска. Изпаден. Луѓе, не сум левичар. Пошто тука ми е чашата, зато се лива. Не се плашете, не сум левичар. Ми текнуваат повече. Како не ти текнуваат уште еден, седни нормално као господин човек. И продолжи. Ютубери што пеат песни почесто. Не, пеачи реков не. Ако така, здраво. Ја сум по-рано. И ето, пеат сум. Ров! Не знам да ни... Уште еден пеач, бре! Оти на занап. Дали да й помогниме? Мислам дека заслуживат. Или нема да й помогниме. Трябва да си избавим на песна. Ей, што мерак имам. Како се викаше? Јордан Митев. И ще пеят, Јана тука земат. Како рековме во втора рунда, колку пеони рековме да имаш? 8. 5. 5 и 8. Колку се? 5 и 8. Глупо! 13. Како ми си толку? Добро, 5. 13 поени матика. Луѓе, како што видовте, Јана е освои и втората рунда. Да и честитаме. Ама сум многу помош од тебе. Вака сега, луѓе. Ситуацијата е следна. Јана наброја 20 пеачи, ги реши 8 од 10 прашања во првата рунда, што значи вкупно имат 13 поени. Сега е време за финалната рунда, која ќе одлучи дали Јана го победуват денешната емисија на ја победуват денешната емисија на Квизов, се извинувам, или губи. Колку треба да се соберат за победа? За победа треба да собериш од 30 до 40 поени. Ама, сега, секој точен одговор во суперфинале ти носи 5 поени. Ама те... Имаш време да се спасиш. Ајде. Драги гледачи, ако сте спремни, ставите лайк и сабскрайб, како што реков, пишете коментар кој е најдобар овде јутубер во светов, еј! Мистер Бист. Добро. Во Македонија. Стефанато Ерлазаров. Добро, не се занесам, то толку не се плашете шала, еј! Дали сме спремни да почнеме со последната рунда за денешна емисија, а тоа е супер финале. Спремна си? Чекай, не. Вака, луѓе. Ти спи појчам, не ја појчам, а ти... Првото прашање за третата рунда суперфинале гласи. Танзична музика, еј! Ајде одржи ја танзична музика, пуштате. Кој Вака. да Кој е најголемиот континент на земјата? Азија. Луѓе! Не очекував ова да го победите. Не очекував да го победите ова. Па тоа го учиме сега. Баш погодивше да прашам. Браво! Значи сега имаш 18 поени. Добро. Колку планети има нашиот сончев систем? Со се сонцето не. Со се сонцето. Со се сонцето. Со се сонцето. Не, Осум. сам сонцето не е планета, глупо. 8. Ето. Дали си сигурна?
Da li to je tvoj konačan odgovor? Da. Dam šansu da se predomisliš. Ne. Točan odgovor! Ne zbacnuješ, zbacnuješ na kraju. Сега imaš skupno 23 poeni. Така, точно прasno. Da, 23 poeni za ova gospodjica ovdje. Ušte dve točni odgovor. Ova sigurno će go pogodiš, tako da dopiši ove 5 poeni više. Сега, koji je glaven grad na Francija? Paris. 5 poeni. Skupno 28 poeni za Jana. Сега, odime na četvrto prašenje. Tanzična muzika. Hajde, dreže, tanzična muzika, pustite. To je tanzična muzika. Jano, da ti čestitamo za pobeda kao prvo. Mislim da krivo prašenje ga znaš. Koji je najvisoki od vrh na svijetu? Vrh. Mount Everest. Jano! Tvoj odgovor? Nažal? Točen! 5 pojeni! Čekaj, imaš šansa da osvojiš 33 imaš сега. Imaš šansa da osvojiš 38 pojeni. Mogu prašanje imat. Nema čampion svoj. Ja, da. Koja je najgolemata pustina na svijetu? Sahara? Ne. Točen odgovor! To je Gucci Vesega! Baš pogodi što je prašam da mu se ne vidi. Ne! Sakam da ti stojam. Vaka сега. 5 pojeni. Znači Tjana da završi kviz od co? 38 od 40 pojeni. Samo ti je 200 izgrešil, ne. Jano! Što ima za Ne kažeš? utepam. Za kraj na kvizov. Da li imaš nekoga da pozdravi? Petratka te ne pozdravi. Da li imaš nekoga da pozdravi za kraj na emisijama? Ne. Što imaš da kažeš na Imam gledačite? nešto da kažem. Nagrada za karijer. Kažem na početak. Nema nagrada! Za toliko ja! Vidite koliko dobar si! Voditeljcu, nema nagrada, ej! Kaj godi na tova? Stani, vrati se na mesto. Da god ja imam ovaj kviz. Čekaj. Opa! Eto. Što ima da kažeš сериозно za kraj na videota? Najjaka su. Drugo? Najpametna su. Drugo? Ti ne znaš ništa. Očigledno Jana samo će me hejtat, meni će se spaviti, tako da li imaš nekoga da pozdraviš? No. Pa kogo? Majka, tatko, brat da pozdraviš? Pa Tvoj ne. najcakan brat da ga pozdraviš? Го посакувам мојот најнесакан брат. Голем поздрав до мама, тато, Да. najsakaniот брат твој, Најнесакан. сите твои роднини, Да. сите твои пријатели. Да! Поздрав за Лино, за Лаки, за Луна, за Лола. Толку ги поздравивме сите. И поздрав до вас, драги гледачи. Тоа е се. Поздрав до вас. Тоа е се за денешно видео. Ако ви се допадне, немојте да забравите да закачите тоа лајкот, ако не. Закачете пак тоа лајкот. Ти значи. Пишете во коментар како ви се допаѓа емисијава, поддржете ме за да ја продолжиме понатака. Тоа е се? Не. Ставете subscribe. Уште многу малку ни фанат до 700 сабскрајбери, на 700 сабскрајбери специјал. Фала ви за гледањето, поздрав се на љубаво, се гледаме во наредно видео или наредна епизода од емисијава. Ама во петок секако имат видео, како што рековме. Секој понеделник, вторник и... Да, браво, многу. Секој понеделник, среда и петок, само на ДБИС телевизија, во 18 часот. Телевизија. Секој понеделник, среда и петок, во 18 часот, само на ДБИС телевизија. Ново видео. Се гледаме тогаш. Поздрав!